Почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван колега Азири, доминантно постојат, би рекол, два проблеми за рамномерниот регионален развој. Првиот е средствата, а вториот е начинот на реализација на истите. Ако земеме од аспект на средствата, по овој закон треба 1% од бруто домашниот производ да се издвои за рамномерен регионален развој, а од она што може да го видиме, што го општат коморите, само 10% од тој 1% реално се искористува за овој рамномерен регионален развој. Понатака, што е најголемиот проблем? Начинот на кој што тие средства што се достапни преку овие програми, како да се искористат. Нормално е дека ќе се создаваат законски решенија со одредени дупки, за да може тие дупки да се злоупотребуваат, односно да се искористуваат на начин одредени општини кои што имаат можеби посилни перформанси од другите, да добиваат одредени средства, а тие на кои што реално им треба, да не може да дојдат до средствата кои што им се потребни за да го изравнат нивниот развој со другите. Па така би, кажал неколку примери. Ќе ги земам два региона во држава кои што можеби на вам ви се поблиски. Едниот е Полошкиот, а другиот е североисточниот, од каде што и вие доаѓате. Ако го земеме Полошкиот, ќе видиме дека доходот по глава на жител е за 50% помалку отколку другите региони во државата. И тука мора да се интервенира и ова е една огромна слабост. Понатака ќе го земам североисточниот регионот каде што вие доаѓате, а делумно и јас, заради тоа што таа наша заедничка изборна единица, имаме најголема невработеност од државата, а тоа е 33%. Веднаш после таа доаѓа Полошката, каде што бројот на невработени лица е 27%. Токму затоа треба овие законски решенија да бидат концепирани на најдобар можен начин, за да можат токму овие региони да бидат малку подобро помогнати од државата, за да може да ги стасаат оние кои што се малку подобри, би кажал, од нив. Она што е друго вака што можам да го искористам, во една актуелна цифра во изминативе денови, замислете ако не имаме законско решение кое што ќе нуди сосема оптимални решенија, 33 милиони евра, колку подобро би може да се искористат ако токму општините од овие два региона би можеле да конкурираат и согласно со условите кои што се пропишани во тие законски решенија да може да дојдат до средствата како оние кои што се можеби подобро развиени или по модерно согласно духот на ова законско решение општини со малку подобри урбани подрачја. Благодарам.